Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Тунел. Децата се споменици на животот, сете убавина и радост што ја носат, но и потешкотиите премрежјата кои родителите ги минуваат додека се разбира ги одгледуваат. Децата се оне што најмногу се сака и во што се вложува се. Токму на тема премрежјата и вложувањето безрезервно, посебно кај децата со нетипичен развој, зборуваме вечерва со нашите ценети гости кои ни се одзваа на поканата и ми е драго. Прва ќе ја поканам Ребека Јанковска-Ристевски. Добро вечер. Добро ни дојде. Добро ве најдов. Повели. Благодарам уште еднаш за одзивот. Знам дека безрезервно одговарате на поканите кога се работи посебно на оваа тема и ми е драго што и вечерва можеби ќе отвориме некои прашања кои се и табу, околу кои имаат родители со некои слични приказни како и вашите дилема и слични можеби ќе дојдеме до одредени одговори до кои вака ги барате, па и можеби и вие самите. Вие станавте мајка пред точно колку години? Пред точно 6 години. Маркијан е 6 годишно сега веќе дете. Во времето на бременоста се беше, како што велат докторите, по книга, колку што јас имам информацијата. Точно, покрај тоа што нели бременост секој сака да знае, нели можеби кој поле детето и да оди на контроли, ние нормално си одевме по редот на нештата, поготово кога имате сопруг доктор, тогаш мора уште повеќе да ги направите тие контроли поконцизно. И така да се беше окей. Во секој случај нешто морам да споменам дека во 7-миот месец беше забележано кај Маркијан на срцето. Меѓутоа никој ништо не ни кажа дека тоа е нешто сериозно и сега нема, фала Богу, никаков проблем со срцето и тогаш работеше беспрекорно. Меѓутоа понатаму ќе кажам. Имаше потоа проблеми кои се јавија по неговото раѓање со кои се соочивте, кои ви ги кажа веднаш чинам дека по раѓањето се постави одредени диагнози. Значи не беше баш веднаш, фактички поради тоа што случајно нешто беше видено на срцето дека има, веднаш беше Маркијан после откако се породи вставен во инкубатор, за да нели нешто за секој случај да се превземат сите нели потребни активности. Меѓутоа ништо не се откри и до 3-тиот месец Маркијан беше сосема во ред. Кога наполни 3 месеци, значи тогаш почнаа проблемите и првите симптоми значи беа грчеви во рачето, во ноџето и ние веднаш отидовме на лекар, се направија повторно некои испитувања и веднаш заминавме за Италија, за Верона, каде што конкретно и точно беше утврдена неговата диагноза, туберна склероза. А така, тоа е диагноза која претпоставувам и сигурно сум знам вашата посветеност како родители во целата оваа ситуација и истражувавте и прашувавте и можеби се соочивте со некоја бројка од деца кои имаат диагнозата кај нас, поголема, помала или? Вака, сакам да кажам дека тоа е ретка болест, меѓутоа не толку ретка. Едно во 6000 деца се раѓа со туберна склероза според некои статистики во светот кои што се правени. Меѓутоа кај нас изгледа не се сите доволно диагностицирани. Ние знаеме 12 дечиња кои што имаат таа болест. Некои од нив се во многу лоша состојба, а некои се сосема окей, со нели никакви проблеми, можеби нешто сега во подоцношна возраст кај некои деца веќе во пубертет се појавиле некои проблемчиња, меѓутоа многу различни клинички слики. Велат животот е чудо и посебно кога во вакви ситуации ќе се дојде до во животот диагноза одредена поставување, посебно кога се работи за вашето дете, секој родител посакува сето тоа да во моментот биде невистина и потоа се соочува со директната борба. Така. Вие се боревте и се борите и сега ми беше муабетот дека покрај оние предвидувања кои можеби медицината како одговор ги нуди, дека децата со таа диагноза може да стигнат до одреден степен на развој или за сите постои или некаков одговор дека може да се најдат во таа и таа група, до толку може да им биде развојот, може да се соочат со тие проблеми во животот или останува оној дел кај што го викаме нели она родителското за борба за понатаму и за повеќе, па и сами рековте сега дека има деца со потешкоти и поголеми, но и некои кои што се веќе во нормала, условно речено, вратени. Значи вака, јас ги мразам прогнозите, затоа што тие прогнози некогаш знаат нели да бидат погрешни. Во секој случај сите сме различни човечки суштества и мислам дека се е тоа прашање на индивидуата и прашање на Бога, прашање на колку љубов сме вложиле во тоа дете, колку работа сме вложиле и сметам дека тоа е сосема погрешен став. Меѓутоа, исто сакам да кажам дека во Македонија многу методи од оценувањето, да не кажам категоризацијата на овие дечиња со нетипичен развој, се веќе застарени и ние немаме баш добар начин на категоризација и таа комисија мислам дека во моментов и не функционира.
Така да во секој случај не може да се зборува, значи како ќе биде едно дете ако да речеме на 3 години, 4 не зборува, тоа не значи дека нема да прозбори и дека нема понатаму нормално да се развива. Или да речеме имаме и фрапантни случаи дете кое е било во кома или имало некоја премрежие во животот и било страшно, значи веќе во прашање му бил и животот, па понатаму пак повторно се вратило во нормал. Значи, прогностички многу е лошо да се сугерира било што, иако беа многу контрадикторни мислењата во Македонија и мислењата во странство кога одевме, да го испитуваме маркијан и кога баравме мислења. Така да јас сум среќна што испадна оние позитивните мислења и најверојатно пак, како што кажав, тоа е заради нашата верба, љубов и посветеност, меѓутоа и до Бога. Слава на Бога. Така. Сега борбата си имавте и да речеме она најтешката, верувам дека веќе ја поминавте. Сега веќе доаѓаме и до моментот кога маркијан треба и да се имплементира или едноставно му се направи инклузија на детето во она што се вели општествен живот во општеството и така натаму, или конкретно во образовниот систем. Веќе има 6 години. Тука наидувате на уште една потешкотија, чинам, бидејќи, како што зборувавме, се соочувате со работи кои што се познати, помалку познати, или пак едноставно образованието како систем кај нас, кога се работи за вакви деца, има свој некаков систем, а вие треба да се адаптирате на истиот. И па тоа е погрешно, значи треба системот да се адаптира на овие деца, односно да им овозможи да не бидат дискриминирани. Значи треба согласно законот, затоа што на секој дете му следува соодветно образование, основно образование и средно, тогаш штом државата го бара тоа од овие деца, односно од родителите, треба да се адаптира на овие потреби. Значи децата со нетипичен развој и родителите се содруваат постојано со некакви пречки. Вие знам дека имавте сериозен проблем кога требаше маркијан и кога беше во периодот да оди во градинка. Така, значи имавме проблем кој што стигна дури до државен правобранител, стигна и до некои соседни земји. Јас имав интервјуи за српски весници, отиде тоа дури во Америка, во Сдруженијето за туберна склероза, TSC Alliance, сите беа фрапирани затоа што беше тоа дискриминација по основна болест која што не е заразна, нарушување на човекови, на детски права и така натаму. Меѓутоа не сакавме да се тужиме, да превземаме било какви акции затоа што тоа не е решение. Значи глобално треба да се промени свеста и системот веќе да почне да функционира. Значи да почне да се прават промени драстични, прво од едукација на кадар, значи што е најважно, работилници, размена на искуства, па потоа да се продолжи во насока тимови развојни, логопеди, дефектолози во секое училиште, барем за почеток, за да им помогнеме на овие деца, поготово во онаа предшколска и возраст некаде до 5 до 6 оделение, па и понатаму, затоа што имаме деца со хендикеп физички, кои што се ментално сосема окей, меѓутоа сепак им треба адаптација на училиштата, како што се лифтови, тоалети, пристапност и многу што. Ставени условно речено некако на маргините безпотребно, ви рекле. Така. Вие и преземавте многу чекори со вашето здружение, дајте ни крила, чинам дека беше, и знам дека веќе работите сериозни проекти по прашање на токму инклузија на. Па ние работиме во секој сегмент, се трудиме секаден по нешто да направиме, меѓутоа тешко оди затоа што многу работи не се како што треба, конечно нешто се случува, така да ние сме среќни затоа што веќе некои органи и општини имаат слух, еве конкретно можам да издвојам општина Аеродром, каде што имаше форум на заедници, имавме предлог проект за инклузија во едно училиште во општина Аеродром и најдена голем прием и од луѓето кои што го посетуваа, претежно беа наставници, педагози и од општината, така да веќе во соработка со општината и со градоначалникот почнавме нешто да реализираме, односно еве сакам да искористам прилика да му се заблагодарам затоа што има слух за оваа работа. Во моментов тече значи конкурс, односно за логопеди и дефектолози, односно развојни работници во градинките, значи за предшколска возраст дечиња. Така да среќна сум и имаме ветувања и се надевам дека ќе остане на тоа општината, дека ќе се случи тоа и во основните училишта. Меѓутоа не е само во прашање една општина, тоа треба се случува на ниво на цела Македонија. Меѓутоа најверојатно треба трпение, дефектолози знам дека има, мразам да го користам тој израз дефектолози затоа што овие деца не се дефектни, туку значи се со нетипичен развој, им треба поинаков пристап и поинаков третман. Ајде од институциите на страна зборуваме, но имаме представници од Јас институциите овде кај нас. Зборувам брзо затоа што сакам да кажам се. Убаво. Ќе кажеме повеќе работи, бидејќи реков да треба да се расчистат можеби некои работи и да не биде дека ние си правиме само од овој аспект муабет. Вечерва на гостини се овде и реков представници кои директно се затечени со прашањата кои можеби ние ги отвараме. Елена Ивановска овде од Министерството за образование и овде кај имаме Жанета Чорева, беше? Чортева, ете така специфично презиме, од Бирото за развој. Конкретно,
за децата од предшколска возраст дали можеме да дадеме конкретен одговор на прашањето, како може да им се направи инклузија и како да ја подразбудиме и да ја подигнеме на едно повисоко ниво свеста кои оние кои работат во истите и едноставно можеби свеста на едно глобално повисоко ниво да дојде кај секој од нас кога во прашање се токму овие деца со нетипичен развој. Ние сме земја која што имаме наставни програми, законите кои што се во нашата земја не се паралелни. Значи законот за основно, законот за средно важи за сите деца, значи без разлика дали имаат посебни образовни потреби или не, ние немаме паралелен закон. Но она што е многу важно е нашето културно и образовно милје. Значи во градинката доаѓаат дечиња, доаѓаат родители од различно културно образовно милје, доаѓаат родители кои што имаат мора да признаеме стереотипи, предрасуди, доаѓаат родители, доаѓаат луѓе кои што на некој начин прават дискриминација. Значи тоа дете е нешто друго во таа градинка и ние тоа значи, како луѓе мора да признаеме, токму затоа и Министерството за образование на својот сајт може да се најде донесе еден прирачник за недискриминација во воспитно-образовната работа. Значи мора да се работи со родителите, мора да се работи со децата и со конкретниот родител и сето тоа да биде тимски и секако да има индивидуализирана програма. А дека има програми, дека има нели родител кој што ќе изреагира, имаме и конкретни, пошто ние како Биро за развој на образование имаме посети во градинките. Еве сега јас денеска токму слушнав дека има, да речеме, со Даунов синдром детенце, има родител кој што реагирал, јас не сакам да го носам моето дете таму затоа што моето дете може да се зарази. Значи ме разбирате, мора да се работи, мора да се соочуваме секојдневно со предизвиците. Значи повторам уште наш законската рамка многу е јасно дефинирана, имаме многу убаво дефинирана наставна програма, има бројни истражувања кои што го покажуваат важноста на раната интеграција на децата, важноста на раната инклузија, значи затоа што имаме ние деца, сега конкретната дијагноза овде не се слуша за детенцето на Ребека, меѓутоа зошто е толку важно да се започне од самиот почеток, затоа што тоа дете да речеме можеби не гледа, не слуша, но во исто време децата имаат огромен потенцијал да прават компензација. Значи ако тоа дете не слуша, тоа многу добро чита од уста, многу добро знае да црта, мислам може многу добро да решава математика. Сигурно. Значи децата кои што имаат како да речеме еден вид на попреченост, ние психолозите кажуваме специфични особини има, значи може многу добро доколку се почне од самиот почеток да ги развива тие специфични до совршенство. Исклучително талентирани знаат да бидат децата со аутизам. И тоа како? До навистина во големи мери. Аутизмот, но знаеме нели исто се соочуваме со потешкоти на разбирањето, но ние другите кои можеби ќе ја дознаат дијагнозата на тоа дете се од околината, нели нивното дете треба да биде во иста просторија или во еве конкретно градинка или училиште со такво дете и веднаш му прави гард на детето, бидејќи тој го има самиот тој гард и таа предрасуда дека нешто не е во ред со тоа дете. Тоа дете е нешто друго. Да. Нешто друго во нашата свест и затоа треба многу да се работи. Да, меѓутоа затоа е потребно уште од самата најмала возраст овие деца кои што немаат значи нетипичен развој, кои што се сосема во ред, нели здрави дечиња, да се навикнат на овие деца, да ги гледаат, значи ние утре на улица кога ќе излезат и кога ќе сретнат човек во количка, нели инвалидска или дете кое што не изгледа како останатите, да покажува со прст на него, да бега од него, да не сака да го дружи и така натаму. Значи само со воспитување, прирачник и програма, сето тоа е во ред. Меѓутоа ние можеби треба по некако на повисоко ниво да ги подигнеме сите овие работи, направиме една глобална кампања, да ја подигнеме свесноста, да се направи тоа поагресивно, да кажам, значи со размена на искуства, со работилници и така натаму. Да, апсолутно без контакт, значи самата контакт теорија, кога немаш контакт со нешто, ние можеме да учиме за другите деца дека треба да се почитуваме, дека постојат деца кои што се различни, меѓутоа без контактот, без она што кажува Ребека, без работилници, без секојдневна работа, нема успех. Подготвили сте жените и со одговори ќе видите овде во текот реков на емисијата да дадеме барем колку што можеме поприлично поголем број на одговори за да решиме некои дилеми. Ребека, од страна на еве, да, инклузијата на децата и така натаму, нека биде кај вас. Жените, микрофонот ќе ви притреба, можеби. Во секој случај ве зборуваме и од таа страна, но и сега сакав некаде кон крајот на разговор да ја прашам сепак од страна и на родител. Така се соочувате со секојдневна борба и сте исклучително храбри и велите ја давам цела моја енергија, сила, љубов за да истрам во сето ова што го правам, бидејќи тоа е единствениот начин што се вели, нели, тоа е она родителското што ве понесува однатре. Секојдневното соочување со ете токму такви предрасуди и со такви ситуации кај вас буди што? Еден вид на гнев, еден вид на
Револт, си велите. Да, точно, мислам, многу голем гнев, многу голем револт, чувство на дискриминација, чувство на тоа дека сте граѓанин од втор ред, дека не сте посакуван, дека едноставно пречите, сметате, луѓето ве гледаат со прашалници, луѓето покажуваат кон вас со прст, поготоа што јас сум и медиумска личност. Мене сите ме познаваат, да. Значи, така да, сето тоа е еден терет, меѓутоа, терет кој што не ми пречи доколку почнува да се менува, значи, доколку гледам прогрес во начинот на размислување на луѓето. И затоа останав тука, инаку верувајте, значи, тие шамари, човек кој ќе ги добие, му доаѓа да се пресели од државата. Сега да прашам, дали имавте размислување, вашиот сопруг е и доктор, во секој случај, упатени сте во диагнози, медицина, што може да се очекува повеќе или помалку и така натаму, но што си велевте дека може да се очекува нешто плюс овде или најлесно да се спакуваме и да се заминеме? Знаете како, тоа, значи имате два избори, да се земете, значи во коштец со целата ситуација, да се борите, или да се тргнете едноставно како што многу луѓе направија и прават се уште си заминаа, значи. Меѓутоа, ако сите се заминеме и ако не се бориме, тогаш не знам дали ќе се сменат работите, а мислам дека најмногу од се, за да се променат работите, ќе придонесуваат оние кои што се засегнати, впрочем родителите и лицата со нетипичен развој, посебни потреби, хендикеп, како уште не знам, нели ги нарекуваме, и во секој случај мислам дека за во едно училиште или градинка да биде примено дете најмногу зависи од кадарот кој што работи таму, од директорот, од наставниците. Доколку тие завземат став и сакаат да го инклузираат тоа дете, јас мислам дека не постои пречка и дури и родителите, другите родители да се побунат, ако направат добра стратегија, објаснување како што рече господјата, значи се постават како што треба, мислам дека нема да биде проблем. Меѓутоа сето тоа е индивидуално. Секој имаме различен дух, сите сме различни луѓе и едноставно мислам дека ако постои некој подсврт закон и едноставно мора тоа да се почитува, тогаш ќе мора да се адаптираат и просветните работници и наставниците воопшто, мислам сите што работат во образовниот систем. Реков се борите секојдневно и правите се што може да направите и во рамките на здруженијето кој го имате за да ја подигнеме на некој начин или ја подигнете свеста кај луѓето воопшто. Сега знам за уште еден ивент кој што го организирате, ќе биде многу скоро, многу интересен. Така. И специфичен, само кусо и за тоа. Значи, ние планираме ивент кој што ќе се случи во Македонска опера и балет на 6 март, ево ова прво, значи вака кај да го најавиме и мислам дека ќе биде на еден начин подигање на свеста, ќе биде хуманитарен настан каде што ќе се собираат средства за децата, значи за луѓето кои што се наши штетеници, односно членовите на здруженијето Дајте ни крилја за активностите што ги правиме. Ќе имаме значи една програма која што можна и интересна, каде што ќе вклучиме лица, значи кои што се наши членови, лица со нетипичен развој, со посебни потреби. Во секој сегмент ќе имаме изложба која што ќе биде продажна и така да Македонска опера и балет ќе влезат како партнери во целиот проект. Им благодариме многу и на сите оние кои што застанаа зад нас и ни помагаат цело време во ова што го правиме во нашата борба. Ребека, размислувате за проширување на семејството? Знаете како, кога ќе ме прашат така, порано не размислував, бев многу исплашена и немав ни време за тоа, едноставно голем дел од времето го поминавме по патишта, по болници. Да, меѓутоа, знаете како, јас велам, му пишав писмо на Бога, му се молам секој ден, меѓутоа сепак Божја волјата за таква нешто. Си побарав се дел од, би рекла јас, одишка или спас за вас и еве за енергијата која ви е потребна во ова истрајување што се вели, токму во Бога? Многу. Да, мислам едноставно, јас сум верник и тоа не го кријам, немам зашто да го кријам, значи на крајот на краиштата она што му се случи на Маркијан и сега што му се случува е навистина чудо, затоа што Маркијан зборува, прекрасно напредува и фала му на Бога. Морам да признаме многу убав. Искоментиравме дека е навистина цртан. Благодарам. Благодарам многу за вечерашното гостување, за тоа што еве си откривте дел од работите кои се сепак еден дел од ваша интима, немавте тука воздршка и за тоа што еве да се заблагодарам можеби од име на некој ве гледаат, а правите сепак нешто и за нив, се од онаа другата страна. Точно така. Благодарам. Исто.
Ребека вечерва во тунел, гостин уште една мајка која животот и незините најблиски се разбира можеби во моментот не ги штедеше и едноставно им го приреди она што им го приреди, но тие се фаќаат во коштец со ситуацијата и многу успешно ги пребродуваат премирежјата кои животот им го носи и сето она што се разбира новиот живот во семејството потоа го носи. Ќе ја покана Маја Лазаревска. Добро вечер, Маја. Добро вечер. Повели. Благодарност и до вас што еве вечерва одлучивте дел од вашата семејна приказна да ја споделите со нас и да се соочиме со дел од можеби вие конкретно проблемите на кои наидувате во растењето на вашите деца. Вие сте мајка на две близначиња. Близначиња од 4,5 години. 4,5. Да, едниот е со типичен развој, а другиот е со церебрална парализа. Различните премрежија, склоп на ситуации, Да. кои веројатно цела емисија ќе ни треба да ги раскажеме како стигнавме до таа ситуација, не донеса да одгледуваме да добиеме член со посебни потреби во нашето семејство. Меѓутоа, дека е тешко. Е тешко, меѓутоа друг живот ние не познаваме. Тоа е за нас нормалниот живот, така да дека копнееме по нешто различно не би рекла. Се трудиме во ова што сме сега, да се снајдеме најдобро што можеме и да ги излечеме потенцијалите како неговите, така и како на нас како семејство. А при тоа, да се вклучиме малце и во општеството, да ги мрднеме работите, нели? Бидејќи кога си вака во некоја ваква ситуација, секогаш си во контакт со блиските си судбини на твојата и гледаш дека малку треба сите да се заангажираме ако сакаме да добиеме шанса за нашите деца. И сега кај вас можеби е поспецифично, бидејќи за едното што се вели дете имате онаква еднаква шанса и не доаѓате во ситуација да се справувате со никакви ниту дискриминација, ниту проблеми, ниту предрасуди моменти. Од друга страна го имате нели другото дете кое го наложува да токму тоа вие се соочувате речиси секојдневно токму со такви моменти. Претпоставам дека во вас нешто се крши во сите тие така секојдневни ситуации, условно речено. Првите знаете како? Малце не би сакала да звучам нескромно. Меѓутоа, јас моето дете со хендикеп секогаш го представувам како нормално дете со поинаков пристап. Околината како такво го перцепира. Секако повеќе внимаваат на него. Навистина, повторно ќе кажам, никогаш не се соочила со дискриминаторски поглед, нити пак со некоја ситуација која би ме скршила како родител. Меѓутоа, морам да кажам дека кога ја се соочува со дете со физички хендикеп, бариерите се па од друга страна. Знаете, доскоро во Трговски не можевме да се шетаме во градски Трговски, затоа што во градски Трговски немаше лифт. Знаете, ние со дете со физички хендикеп имаме таква бариера. Од друга страна, пак, како мајка на дете и со типичен развој, гледам дека тешко и на ние родители кои не знаат како да се постават. Она што, ќе се согласам со Ребека е дека навистина треба да се работи на свеста на родителите со типичен развој, да знаат како да ги објаснат пред се работите и како да ги постават за нивните деца да растат што најмали. Кажам, еден прекрасен пример беше последната градинка на моето дете со типичен развој, каде што до тој степен беше тоа англиска градинка со англиска програма, меѓутоа до тој степен беше убаво срочена програмата, така што куклите од куклената представа, децата ликовите во нивните сликовници беа деца со оштетен вид, деца со помагало некакво, значи комплетно беа застапени во самата неприметно, значи си играа со детенце со научари, практично секојдневие. Така, и без посочување конкретно дека Да, и во една таква ситуација уствари видов дека со многу работа само можеш да ги приближиш овие деца. А не меѓутоа куќата не се гради од кровот, така темелите доколку не се поставени соодветно, како што гледаме дека веќе почнува нешто да се работи во тие индивидуални програми, се надеваме дека понатака соодветно ќе изградиме нели куќата. Вие во вашиот дом во принцип претпоставам дека на двете деца им објаснувате или едноставно правите ситуацијата да двете бидат свесни за искрено до сега не сум се соочила, моите деца се мали. Прв пат скоро се соочивме со еден коментар на моето дете со типичен развој кој со жалење констатираше дека неговото братче не може нешто да направи. Меѓутоа, со
децата се сунгери, едноставно како ќе им ги предочиш работите, така ги неговата компарација беше мамо имаше едно детенце кое многу помало, многу полесно се снаоѓаше од нашето, од моето братче. Кршат, секако дека ќе те скршат тие ситуации, меѓутоа кога убаво ќе седнеш и ќе му објасниш дека можеби му треба помош и му треба да му се најде во таквата ситуација, децата се многу искрени и навистина ги прифаќаат таквите деца. Еве имаме искуство и со деца со пријатели, навистина не сме имале не сме имале одбојност, меѓутоа веројатно заради тоа што јас сум таква отворена и секогаш гласна кога се работи за лицата со посебни потреби, веројатно заради тоа. И сега проблемот на оние кои не се така гласни, навистина се сочувствувам бидејќи секој ден се соочувам со нивните проблеми, ми ги раскажуваат, контактираме и навистина е малку комплицирано да се функционира во општество. Вашето дете со нетипичен развој оди во градинка сега или? Моето дете не оди во градинка, заради тоа што се уште физички не е спремно да биде во интеракција со други деца, бидејќи покрај церебралната парализа ние имаме уште еден проблем, тоа е неговата епилепсија, поради кое одлучивме да го чуваме малце дома за да се стабилизира во тој поглед, меѓутоа секако дека планирам. Меѓутоа нема да бидам неискрена и да кажам дека не работам во однос на трасирање на терен кога би го пуштила моето дете во редовното образование и исто каде. Претпоставам и правите бројни проекти, односно работите на исти, правите одредени акции, кампањи, колку што е тоа нели возможно во доменот што се вели на вашата мог и сила. Повикувајќи ги сите оние кои сакаат заради лични поводи понесени или едноставно да помогнат, нели? Понесени од она човечкото што велиме во нас, да ви излезат во пресрет на бројноста на масовноста, би рекла прецена, токму ваквите кампањи да успеат што повеќе. Јас ќе кажам дека од моето искуство навистина имам позитивно искуство со луѓе кои ни излагуваат во пресрет на нашите проекти. Меѓутоа, како невладин сектор, сметам дека притисокот не треба да биде во однос на она што ние ќе го направиме како здружение. Повеќе јас искрено би сакала да имаме многу повеќе работилници, би сакала да имаме многу повеќе повици од ресурсното министерство, од системот воопшто, да не повика заедно да сработиме, ние од работата нема да избегаме. Затоа што неможноста за пристап на хендикепираните лица од било каков хендикеп е дискриминација. Знаете, значи, ние сме родени со исти права и како такви треба да функционираме во општество, меѓутоа јас би рекла дека има бран свижина во однос на фирми кои сакаат да помогнат, во однос на поединци кои сакаат да се вклучат и волонтерски за да ги променат работите и се малце веројатно да се подигне свеста на општеството. По жарта со која говорите и сето она што знам дека го правите, верувам дека се гледате во општество и во оваа земја, без оглед на повторно ќе речам, потешкотиите на кои во моментов наидувате и можеби отварањето на тешко под затворени врати во периодов. Искрено, мојот став е дека доколку сите заминеме, оние кои не можат да заминат ќе останат сами на себе. Како што Ребека го наоѓа својот спас во религијата и во Бога, јас го наоѓам преку интеракција со другите. Мене сите тие напори да излезам во пресрет на понемокните од мене ми помогна многу во мојата борба. Неискрено ќе биде да кажам дека не сме размислувале. Надвор моето дете ќе има многу повеќе шанси. Многу. Значи, необјасниво колку многу, еве само за пример, да речеме во една Ирска, каде инклузијата е на највисоко ниво, има терапевти кои се на товар на државата, кои покрај тоа што работат во образованието, работат и дома. Има сервисни дадилки кои дозволуваат на брачните парови да имаат 2 дена слободна вечер, да се одморат од своите секојдневни обврски. Каде сме ние во таа ситуација? Меѓутоа, искрено сметам дека заедно, како еден крик, би било многу посилни за да направиме нешто и доколку има слух, нели, кај оние кои се одговорни да ги направат тие промени, верувам дека тука ќе биде убаво место и за моето дете. Трпи брачниот живот и колку е битна заедницата од типот на, нели, брачните партнери во кој што сфатени со проблемот. Не подолба, нели, на можеби одговорностите или едноставно покажување со прст повеќе твоја, моја одговорност и вина? За жал, да, исклучително многу трпи бракот. Јас сакам да кажам дека моето семејство, моите деца ги растат 10 луѓе, бидејќи една жена не може да ги гледа двете деца. Така да ние дома секогаш мора да бидеме 2
за да може едната да се симне до продавница или значи тие бариери се многу комплексни во нашата семејства. Од друга страна имам навистина многу помош од блиските, навистина многу помош. Не ќе беше можно, значи подигањето на моите деца да не беа како поддршка, меѓутоа бракот трпи, секако дека трпи заради тоа што е на долготраен моето дете има распоред како не знам некој министер, предпоставувам, со своите обврски заради тоа што оди на три терапеути, оди неколку пати на третмани, доаѓаат и тоа е една константна операција која треба да се одржи за детето да добие шанса. Меѓутоа верувам дека како ќе расте ќе се надминуваат сите тие проблеми и ќе се олеснуваат, меѓутоа поддршката на партнерите е страшно важна во ваквите ситуации. Ни беше важно вечерва да ви имаме Маја овде во емисијата и повторно ќе речам, верувам дека бевме од значење за оние кои се соочуваат со слични проблеми на вашите и во подигнувањето воопшто на свеста за инклузија на децата со нетипичен развој во општеството и во нашето секојдневие. Ви благодарам уште еднаш. Во некоја следна прилика повторно верувам дека ќе се најдеме и ќе ви посакам да си бидете вака истраени со енергија колку што се имате и патисто што се вели и повеќе во она што го правите секојдневно. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во Туна. Поканата. Искуствата и се разбира животните приказни на нашите први гостинки кои од личен аспект нели зборуваат токму на оваа тема која имаме вечерва во Тунел или зборуваме за инклузија на децата со нетипичен развој во општеството и општествениот живот. За да бидеме конкретни и за нештото да ни станат на крајот на краиштата појасни, покрај таа страна треба да имаме и онаа другата. Започнавме со разговор со нашите следни гостинки кои ќе ги поканам за да ни подобјаснат реков работи од стручен аспект. Ќе ги поканам Елана и Жанета уште еднаш. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Повелете. Добро вечер уште еднаш и за вас е вака, повелете. Ви благодарам што дојдовте. Ги слушнавме приказните на родителите, не дека ни се непознати, посебно верувам и на вас. Вие доаѓате од Министерството конкретно за образование и на оваа тема сакав да прашам за конкретните планови, идеи и што на што се работи. Значи, јас ги слушнав внимателно двете приказни и со ваквите приказни се соочуваме секој ден, токму поради оние што велиме предрасуди кај родителите, кои што би рекла дека имаат деца поразлични од нивните. Нема да кажам нормални деца или деца со попреченост, затоа што ние во Министерството, односно државата, не ги нарекува овие деца со попреченост, него ги нарекуваме како дечиња со посебни образовни потреби. Тоа значи дека за тие деца државата треба да обезбеди посебен третман за да се инклузираат. Од аспект на предучилишното образование, мислам дека не само на предучилишното, и на основното, па и на средното, во последниот период многу се работи, односно државата посветува токму многу време за да се унапредат и да се спуштат предрасудите кај родителите со обичните деца и кај родителите кои што имаат дечиња со посебни образовни потреби. Од таа причина, во Министерството за образование и наука, заедно со Труд и социјала, точно се работи на еден, го развиваме пилот проект кој што се нарекува рана социјализација. Тоа значи да се зголеми опфатот на дечињата во предучилишното образование, особено во завршната година во градинката, за да дечињата и да имаат повисоки знаења кога ќе тргнат во основното образование, меѓутоа и од овој аспект да се сретнат со различните од себе. И едната страна и другата да запознае различни од себе. Имаме многу проекти на кои што се работи, имаме развиено многу програми за дечиња со посебни потреби. Кај нас во државата, значи, освен нормативното уредување кој што е многу лесно, нели ќе го ставиме во закон, меѓутоа тоа треба да заживее на терен. За да се заживее на терен, подготвени се посебни образовни програми за дечиња со посебни потреби. Кај нас образованието за овие деца се одвива на 3 начина. Значи иде во посебни училишта, односно за дечиња со посебни образовни потреби, тие се државни, тие се токму под капата на државата и државата посветува внимание токму на овие институции. Имаме посебни паралелки во јавните општински училишта и имаме дечиња кои што се инклузирани во редовните паралелки. Така. Значи за сите овие типови на дечиња имаме
односно за сите начини на вклучување во редовното образование имаме посебни образовни програми. На еден начин работат посебните училишта кои што се државни, на друг начин работат посебните паралелки во општинските училишта и имаме посебен пристап на дечињата во инклузирани во паралелките. Многу побитен сегмент е соодветноста на наставниот кадар, односно подготвеноста на наставниот кадар за работа со такви деца. Да, јас мислам дека. Во нашиот систем во високо образование, каде што едуцираат наставен кадар, имаат едукација како да се работи со дечиња со посебни образовни потреби, меѓутоа, како што системот се менува, така треба и постојниот веќе кадар кој што има повеќе години во образование, значи треба да се, што велиме, апдейт да се направи на методите. Бирото тука зазема многу значајна улога, значи секојдневно наставниците одат на обуки. Правиме едукација со кои современи методи да му се пристапи на детето. Дури имаат тематско процесно планирање, меѓутоа во тематското процесно планирање, ако во паралелката има детенце со посебни потреби, наставникот е обврзан да предвиди како ќе реализира наставната програма токму со тоа детенце. Значи, има развојно планирање. Наставната програма е прилагодува на потребите на паралелката, односно на потребите на децата. Затоа што вие во паралелка, кога имате дечиња 25-30, тука е малку отежнат процесот на едукација на деца. Меѓутоа, ако наставникот е доволно вешт и знае како прво да ги надмине бариерите на останатите деца во паралелката и после тоа да му посвети внимание на тоа дете, мислам дека ќе нема проблем. Од овој аспект, Министерството и Бирото мислам дека ќе ги надминуваат оние бариери кај наставниците. Велите со професорите се работи тоа. Како вие имате посебни програми, нешто начнавме како муавет или ни објаснивте неколку работи, но еве, да речеме во тој правец што се прави, како се обидувате да успеете некако да се најде заедничко решение? Знаете како ние сме задолжени за обуките. Имаме посебен сектор за следење на професионалниот развој на наставниците во рамки на Бирото за развој на образование и секогаш кога ќе наидеме на било каков проблем поврзан со наставата, обично во последно време тоа го поврзуваме со иницијалното образование на наставниците. И сега од аспект на инклузивно образование, барам за факултетот што е во Штип, за образование на наставниците, имаат изборен предмет за инклузивно образование. Она што е актуелно во моментов, значи, нели ние сега разговараме, јас и претходно кажав дека ова што сега го работиме не е од вчера. Сакам да кажам, односно мора да нагласиме дека и Ребека нели кажа, сакав да си заминам од земјава, дека промените што се случуваат можеме да ги врземе во нашата земја изминативе 60 години. Значи Република Македонија нема долга традиција на работа со деца со посебни образовни потреби. И сега како поминуваат годините, ние не сме задоволни од она што сега го имаме, да не се разбереме нели погрешно, меѓутоа кога ќе видиме од каде сме тргнале и она што јас претходно го спомнав, нашето културно, образовно и едукативно милје, нашите сите стереотипи и предрасуди што си ги носиме, значи секојдневно пробуваме да менуваме од аспект на тоа каде сме тргнале, како е Република нели Македонија, како се развива. Сепак има голем исчекор. Значи изборен предмет за инклузивно образование. А зашто е изборен тој предмет? Епа еве, значи се развива процесот. Така. Исто така сега е актуелен, сакам нели да кажам, тече во моментов. Почнато е 2006 година еден голем проект со поддршка на УНИЦЕФ. Сега ние знаеме нели во услови на криза во сите земји истото, образованието нели сите средства што се сливаат кокави се, мора да се соработува со институции нели затоа што мора да се обезбеди финансиска поддршка. 2006 година започна проектот Училиште по мерка на детето. Овој проект прва димензија, значи ние кога државме обуки, прва димензија во нашата земја е инклузивноста. И со една реченица нели кратко кажано, инклузивно образование практично е еден пристап за нели тоа е во согласност со Конвенцијата за правата на детето и Конвенцијата за правата на детето кои што имаат попреченост да ја задоволат својата потреба за учење во еден образовен систем. Значи од аспект, нели кажам, на правната рамка и како е поставеност во рамки на овој проект инклузивноста,
многу е убаво дефинирано, инклузивно и на роми, инклузивно и на албанчиња и од рурални средини, значи широко сватено и инклузивно за деца со посебни образовни потреби. Социјална инклузија ние велиме, не велиме инклузија за деца со посебни потреби, него социјална инклузија, што значи поширока сфера на инклузија. Да, деца од рурални средини, деца од посиромашни семејства, ромчиња, уште еднаш ќе спомнам и така натаму. Значи, во моментот УНИЦЕФ реализира обуки за обучувачи, значи кои што понатаму ќе ги обучуваат наставниците како да работат со децата, нели, на токму на оваа димензија на инклузивноста во образовниот систем. Еве за системот, професорите, наставниците, па и до некаде за децата, вака начинавме муабет и споменавме и објаснивте за дел од програмите. Само сакам уште нешто, нели, кажав дека работиме на проекти и го спомнав училиште по мерка на детето, она што, нели, во насока на промени, што би сакала да кажам, нели, како во насока на што претходно го зборувавме, произлезено од училиште по мерка на детето во рамки на редовната настава од прво оделение, значи за 9 годишно, а сега влеза и во законот за средно образование, класниот час не е веќе како до на наше време, кога се запишува изостаноци, туку е сега образование за животни вештини. Значи, има разработено бирото наставни програми и има многу убаво разработени за трите циклуси од 9-годишното образование и многу убав прирачник за средно образование за животни вештини, каде што има теми поврзани со животните вештини и доколку наставникот има во паралелката нешто друго, некое друго детенце, може својот класен час да го посвети буквално, или доколку се очекува да дојде, значи треба да се посвети претходно да се подготви теренот. Има прекрасни работилници за тоа како да го прифатиме другиот, да се ставиме во кожата на другиот, затоа што јас сметам како ние како земја од секојдневното искуство дека многу ни е тешко да се ставиме во кожата на другиот. За крај, како можеме лесно да направиме да се почувствуваат, да се стават во кожата на другиот родителите и повозрастните? Откаде сепак па и можеби првично ли доаѓа, бидејќи велиме дека детето и во една емисија со монасите кога зборував, даде убав пример дека во уште утробата на мајката практично детето се воспитува и му влевате одредено воспитување, домашно воспитување што се вели. Како тука да поработиме или се работи или што може тука да се направи на крајот на краиштата? Едукација. Треба да се работи на јавната свест, институциите и ние како Министерство и Бирото за развој. Јас никогаш нема да кажам до тука завршивме, направивме најдобро. Секогаш треба да се работи, промените се секојдневни, се движат и мора да се адаптираме на нив, меѓутоа и на потребите на дечињата со посебни образовни потреби. Да, јас благодарам од срце, да. Само уште секунда, значи сакав да поздравам нивната иницијатива и сметам согласно со теориите, нели, во рамки на психологијата, контакт теоријата, значи без контакт со, нели, другите не можеме. Значи ние во нашите училници, во нашите училишта, во нашите домови можеме да ги образуваме нашите деца, можеме да зборуваме, да работиме супер работилници, но без контактот, без јас да ја видам Ребека, незиното детенце, без вака да размениме информации, мислам дека се тоа. Тоа ни беше поентата и се надевам дека до некаде успеавме. Ке ни биде ова емисија и за понатаму, за во слични ситуации, се разбира многу други бројни кои ги има и на кои ќе зборуваме. Во некоја можеби следна прилика повторно ќе ни требат овде за одредени стручни што се вели одговори или одговори кои се ги наоѓате во секојдневието, како што посочивте од секојдневието вашиот пример вие како родители. Така натаму се надевам дека на еден начин успеавме да подобјасниме, да доближиме за она што се вели инклузија, нели, на децата со нетипичен развој во општеството и во животот и во секојдневието и се разбира повторно ќе речам да се надевам следното видување бидеме на уште далеку повисоко ниво од ова, кога во прашање да, веруваме цврсто се токму овие деца. Ви благодарам за вниманието, бидете повторно со нас во тунел. Нашиот херој за месецов, Јован Коловски. Слушнете ја неговата приказна. Јас сум Јован Коловски, имам црна коса, кафеави очи и сум средно висок. Сакам да сум главен. Иако сум добар, понекогаш знам да бидам лош. Имам хармоника и многу сакам да свирам, а и да пеам. Необичната животна приказна на Јован стана инспирација за многу автори, режисери, новинари, писатели. Документарниот филм Милостивиот самарјанин од режисерот Бобан Поповски ја следи животната приказна на Јован и неговото излегување од кома. Филмот, како и необичниот живот на Јован сам по себе, предизвика исклучителен интерес во Словенија, каде многу хумани луѓе излегува во пресрет
и со исклучителна висока сума финансиски средства помогнаа Јован да може непречено да ја прими неопходната медицинска терапија, со што неговиот живот за брзо време би се вратил во апсолутна нормала. Огледалце, кажи кој е најубав на светот? Тато. Знам. Тато. Тато. Тато? Ами... Вовче ми е најубав. Да мислиш ти? Патот кој го живееме е непредвидлив, заплеткан и најчесто трнлив, и сите веруваме дека нам нема да ни се случат непосакуваните нешта кои му се случуваат на другиот. Кога реалноста ќе не изненади, единствено ни останува силната верба и упорноста.